Студентот по архитектура Јане Стојановски тешко може да ги види архитектонските градби во Европа за кои учел на факултетот. Тој вели дека визите ги ограничуваат македонските студенти сами да ги истражуваат проучените дела. Скиците за студентските задачи ги работат според тугите впечатоци на фотографиите од интернет и од книги. Стојановски вели дека токму основоположникот на современата архитектура Ле Корбузие немал формално образование, туку знаењето го стекнал со патување во Европа. Изостанува оној личен момент, значи соочувањето со големината, со формата, со доживувањето на архитектурата со сите сетила, затоа што сепак тоа не е само визуелно искуство, туку треба и да се допре, да се помириса, да се чуе. Отсуствува оној Индиана Джонс моментот, кога студентот само иницијативно се впушта во некакви истражувања и сам ги открива работите. Професорот Минас Бакалчев вели дека факултетот тешко може да им организира на студентите практично да осознаат теоријата. Тој смета дека студентите треба да имаат поголема слобода да патуваат во Европа. Значи, многу тешко може да дојдат до оние места што ги учат, што се застапени во образованието. А со тоа одредени овака многу витални професии за како што е архитектурата стануваат многу маргинализирани. Стручните екскурзии што ги организира факултетот се ретка можност студентите еднаш во годината да посетат некое светски познато архитектонско дело. И студентите и професорите се согласуваат дека ова не е доволно да се осознае архитектурата. Архитектот Иван Мирковски дипломирал и магистрирал во Австрија. Има многу организации кои што ги поддржуваат студентите во Европа. Можда и поради тоа е поедноставно они да шетаат и да видат некои работи кои ние тука не можеме да ги видиме, не само заради визниот режим. Но и факултетот организира многу и ги поддржува многу со финансиски средства од деканатите и од самите институции. Јане Стојановски е абсолвент. Тој се надева дека ако Европската унија ги укине визите за македонските граѓани, ќе ги посети градбите за кои учел на факултетот.